Почитувани екселенции, почитувани колеги, сакам накратко неколку активности во делот на реформскиот процес да посочам, ако што се однесуваат пред се на реформите во секторот кој што раководи. Усвојувањето на заклучоците на Јунскиот совет на Европската унија, одведени од Европскиот совет, со кои се определува јасна можност за почеток на пристапни преговори во јуни 2019 година, го заврза реформскиот процес со желба за искорачување на конкретни, видливи резултати во реформата на разузнавачките служби и борбата против организираниот криминал и корупција. Длабоко сум уверен дека нашите резултати во овие области ќе помогнат да ги уведат земјите членки на Европската унија, особено оние кои што имаат одредени резерви, дека во јуни 2019 година заслужуваме датум за почеток на пристапните преговори. Реформскиот процес на воспоставување на новиот национален модел за следење на комуникации имаше за цел да создаде професионални, независни и отчетни институции, демократизација на општеството, а со тоа и создавање на гаранции за почитување на основните слободи на човекот. Покрај силно изразена политичка воља за целосно исполнување на препораките на Райхард Прибер, силна мотивација со која се пристапи кон спроведување на оваа реформа е враќањето на довербата во државните институции, довербата дека истите постапуваат почитувајќи го законот и во согласност со високите етички и професионални стандарди. Во транспарентна поставка со информирање и консултација на стручната и пошироката јавност, донесен е пакетот закони необходни за реформа на системот за следење на комуникации, закон за следење на комуникации, закон за оперативно-техничката агенција ОТА, закон за изменување и дополнување на закон за електронски комуникации и закон за измени и дополнување на закон за класифицирани информации. Во постапка пред Собранието на Република Македонија е закон за изменување и дополнување на закон за кривична постапка, кој се очекува да биде донесен во наредниот период до 1 ноември. Денеска разговарав со представници на опозицијата и добив уверување дека утре ќе имаме конечен одговор за тоа кога би можеле и кој ден да бидат гласани во Собранието овие закони. Треба да знаете дека се усогласени и нема никакви суштински, формални или било какви други забелешки во однос на законите, туку едноставно причините се политички мотивирани. Во нови законски решенија во цело се инкорпорирани препораките на групата високи експерти во областта на владењето на правото, предводени од Прибер. ОТА ќе се формира на посебна локација надзор од Министерството за внатрешни работи. Истата ќе биде воспоставена од 1 ноември 2018 година. На овој начин ќе се имплементира препораката на групата Прибер од првиот извештај објавен пролетта 2015 година, а тоа е на УВК треба да и се одземе незината посредничка улога, за да не се меша во независноста на агенциите за спроведување на законот кога се работи за следење на комуникации. УВК не треба да има директен пристап до техничката опрема која дозволува рефлектирање на комуникацијскиот сигнал. Во меѓувреме преземени се сите активности кои се во насока на обезбедување на почетокот на работата на ОТА до 1 ноември. Од кои би споменал дека Собранието на Република Македонија го избира директорот на ОТА со двотретинско мнозинство, што значи неговиот избор е поддржан како од пратениците од власта, така и од пратениците од опозицијата, во соработка со експертот на Европската комисија, изработени се сите подзаконски акти необходни за функционирањето на оперативно-техничка агенција. Владата обезбеди објект во кој ќе биде сместена оперативно-техничката агенција и во тек се интензивни активности за негова адаптација. Во овој период сме исправени пред спроведување на исто така важна реформа, која има за цел да обезбеди демократизација на целото општество, а тоа е реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем односно на безбедносните служби. Со цел да се обезбеди широка транспарентност и инклузивност на сите релевантни чинители, Владата на Република Македонија на 9 октомври 2018 година донесе одлука за формирање на меѓуресорска работна група, која треба да предложи модел за реформи на безбедносно-разузнавачкиот систем во Република Македонија со план за негово воспоставување. Во
Во наведената меѓуресорска работна група, покрај представници од институции кои се носители на безбедносно разузнавачкиот систем во државата, партиципираат и представници од стручната и академската јавност, невладините организации од оваа област, како и представници од собраниските комисии за надзор и контрола. Нашата цел е со вклучување на сите релевантни чинители во транспарентен и конструктивен диалог со граѓанското општество да се избере најпогодниот модел за реформа на безбедносно разузнавачкиот систем. Врз основа на извршените свод анализи, наведената меѓуресорска работна група треба до 15 ноември да ја предложи на владата на Република Македонија модел за реформа на безбедносно разузнавачкиот систем во Република Македонија, со план за негово воспоставување. По планот за воспоставување на моделот ќе се дефинираат правните акти, закони, подзаконски акти, стандардни оперативни процедури, кои ќе треба да се донесат или изменат со цел да се имплементира националниот модел, технички и административни мерки за имплементирање на националниот модел, како и финансиски импликации за нивното реализирање. Ефикасната борба против организиран криминал и корупција ја наметна потребата од постојано зајакнување и напредување на механизмите за борба против организираниот криминал, ослободени од политички влијания и притисоци, мотивирани од потребата од имплементирање на највисоки европски стандарди, кои ќе обезбедат спроведување на неселективна борба против сите облици на организиран криминал, го воспоставивме Националниот координативен центар за борба против организиран криминал. Наведениот координативен центар кој единствен од ваков вид во регионот има за цел да ја олесни размената на информации и податоци помеѓу институциите кои партиципираат во негово работење, а со тоа да ги идентификува во рана фаза преклопувањата помеѓу институциите при превземањето на активности согласно законските одлуки работа. До сегашното наше искуство не уверува дека не постои посветена борба против организираниот криминал, ако од криминалците не се одземе неосновано стекнатиот имот. По таа насока пред нас ја воспоставивме целта за јакнење на националните капацитети за спроведување на финансиски истраги, а паралелно со истрагите за организиран криминал, што во основа се основни постулати на националната стратегија за водење на финансиски истраги, која е усвоена од страна на владата на Република Македонија во февруари оваа година. Колку е ова важно, само еден пример ќе ви дадам, дека во Македонија досега имаме само 3 финансиски истраги кои завршиле со конфискување на имот. Тоа покажува колку треба да бидеме посветени и да ги јакнеме овие капацитети за да таа борба биде и ефикасна. За таа цел формираме посебни специализирани единици за водење на финансиски истраги во МВР, во Царинската управа, финансова полиција и во истражните центри на основните јавни обвинителства. Длабоко сум убеден дека нашите напори ќе постигнат истинската цел, а тоа е испорачување на видливи резултати во борбата против организиран криминал. Изминатите неколку години главен безбедносен предизвик пред нас беше движењето на мигранти и бегалците кои транзитираат во помал или поголем интензитет на териториите на нашите држави. Нашите анализи и статистички податоци укажуваат дека во 2018 година се забележува тренд на зголемување на обиди за илегални преминувања на границите на Македонија. Во изминатите 5 месеци во 2018 година регистрирани се повеќе од 2700 обиди за илегални преминувања, што представува зголемување за 64% во однос на истиот период од минатата година. Факт што загрижува е значително зголемување на бројот на илегални преминувања во изминатите 3 месеци, односно периодот јуни-септември оваа година. Најголем дел од обидите за илегално преминување, дури 90%, се регистрирани на граница со Грција, додека на северната граница со Србија изминатиот месец повеќекратно е зголемен број на мигранти споредено со претходната година, а според земја на потекло повеќе од 70% од откриени мигранти се по потекло од Иран и Пакистан, и тоа се должеше на либерализацијата визна на Србија кон овие земји. Добро е што сега имаме повторно владување на визниот режим. Безбедносната состојба во Република Македонија во овој момент е поволна и покрај регистрирано зголемување на обиди за илегален влез во Македонија на јужната граница. И со цел да се подобрат капацитетите за поголем надзор над границите, Република Македонија во август 2015 година донесе одлука за постојање на кризна состојба на северна и јужна граница. Таа одлука е се уште во сила и овозможува капацитетите на МВР да се вклучат и човечки технички ресурси на останатите надлежни институции пред Србијата на Република Македонија
А како особено значено сакам да го истакнам присуството на странски полициски службеници, продолжава на билатерални договори, некаде околу 135 во една ротација, кои заедно со македонските полициски службеници учествуваат во обезбедувањето на јужната граница. И во оваа прилика сакам да изразам благодарност до Европската унија за нивната континуирана поддршка за зајакнување на капацитетите на граничната полиција на Република Македонија преку обезбедување на советодавна помош, на обуки, материјални средства, набавка на специализирана опрема и тука посебно сакам да се заблагодарам на амбасадорот на Европската унија во Македонија за сите напори кои што прави да помогнеме во јакнењето на нашите капацитети. Зголемениот ризик на кримчарењето на мигранти и трговија со луѓе особено се манифестираше со затворењето на западно-балканската рута и тоа покажува колку е важно да ги јакнеме нашите капацитети како држави во целиот овој сораѓање со оваа криза. Затоа формираме посебна национална единица за следување на кримчарење на мигранти и трговија со луѓе, посебни таскфорсови со кои што раководи јавниот обвинител на Република Македонија, односно обвинител од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Има представници од сите други институции кои што учествуваат во оваа борба и имаме веднаш видливи резултати за многу кратко време. Идентификувани се 7 жртви на трговија со луѓе, поднесени соодветни кривични пријави се водат понатаму постапки, а додека се откриени 44 случаи на кримчарење на мигранти, најголемиот дел мигранти кои што бидат од Пакистан и од Афганистан. Во овој контекст сакам да го изразам моето задоволство што успеавме да го согласиме текстот, а воедно и да го парафираме договорот за статус меѓу Република Македонија и Европската унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крайбрежна стража. Со ова Република Македонија го зајакнува својот партнерски однос со Европската унија, обезбедувајќи Агенцијата и Република Македонија како равноправни партнери да преземат заеднички акции насочени кон спречување на илегалната миграција и прекограничниот криминал. По процесот на потпишување ќе следи ратификацијата и натаму ќе бидеме насочени кон целосна и успешна имплементација на овој договор. Несомнено дека реформите се повеќе од неопходни со цел да се исполнат обврските за членство во Европската унија, меѓутоа на реформите ги гледаме како неопходност која институциите и општеството преку нивниот континуиран развој и надградба ќе им возможат да гарантираат демократијата, човековите права и владењето на правото на граѓаните на Република Македонија. Благодарам на вниманието. Thank you so much.